Почитувани новинари, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Во име на градоначалникот на општината, како негов портпарол, дозволете да одговорам на пресконференцијата која Социјалдемократска на Македонија од Гевгелија и одржа вчера на 25 февруари 2014 година. Најнапред, докторе Ашиков, не знам кој ве намести да излезете на пресконференција во врска со квалитетот на водата во Гевгелија, кога имавте поискусни стручњаци за ова област од вашата партија во Советот на општина Гевгелија и кои работат во јавното здравство. Но добро, тоа е ваш проблем. Но би ве запрашала на почетокот, докторе, од кога се одговара на пресконференција на градоначалник на општина Гевгелија по цели 7 дена од неговата пресконференција? Дали ви требаше толку време за да го смислите одговорот? Господа од Социјалдемократскиот сојуз, може би не сте знаеле, но како сериозна партија сте требале да го знаете ова што сега ќе ви го кажем. Треба да се засрамите што се криете зад една невладина организација, Фотоглас, која сакавте да ви ја изработи вашата агенда околу прашањето со квалитетот на водата во Гевгелија. Да имавте малку доблест, ќе излезевте вие сами на прес пред граѓаните од Гевгелија и ќе си го кажевте вашето мислење. Но вие одбравте да видите каков ќе биде одзивот од циркусијадата во Скопје околу водата во Гевгелија, па потоа да реагирате. Откако видовте дека од акцијата во Скопје не излезе ништо, ја свикавте вчерашната пресконференција. Сакаме да ви кажеме дека најекспонираните луѓе во случувањата во Скопје беа токму ваши членови од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Гевгелија. Јованка Дојранлиева, поранешен директор на радиотелевизија Гевгелија, која на времето не реагирала на проблемот околу арсенот, иако била должна тоа да го стори, па и вашиот коалиционен партнер Панде Кацарски, кој како претседател на Советот на општина Гевгелија не проговори ни збор за квалитетот на водата за пиење во општина Гевгелија во текот на неговиот мандат, иако можеше тоа да го направи во секој момент. Сакаме да ве подсетиме дека, ако ви од Социјалдемократскиот сојуз ги решававте проблемите околу дозволениот процент на арсен во водата во Гевгелија на време, односно од 2006 година, кога Светската здравствена организација го намали дозволеното количество на арсен во водата од 50 на 10 микрограми, денес граѓаните на Гевгелија нема да имаат проблем околу тоа дали водата за пиење во Гевгелија е исправна или не. И сега, кој е виновен? Оној кој не го решил проблемот на времето или оној кој сега го решава? Сакаме да подсетиме дека за разлика од вас, сегашното општинско раководство покрена конкретни активности да го реши овој проблем и е на добар пат во тоа да успее. Кој шири паника, прашувате? Ке ви одговориме. Ширите паника вие кои тврдите дека за 20% се зголемил морталитетот во Гевгелија поради квалитетот на водата, без да покажете било какви валидни податоци за ова тврдење. А за призволни податоци, дали сте подготвени и да одговарате? На вашиот прес прашувате што бара председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Гевгелија на пресконференцијата на градоначалникот, па господа од СДСМ. Тој заедно со градоначалникот Иван Франгов се грижи за благосостојба на граѓаните во Гевгелија, за разлика од вашиот председател, на вашата општинска организација на СДСМ, кој не се интересира не само за овој проблем, туку и за многу други работи што се случуваат во општината. Спомнувате некои 9 милиони евра за регионална депонија кои вие, како Социјалдемократски сојуз на Македонија, сте ги обезбедиле на времето. Ве прашуваме, господа од СДСМ, каде се тие пари? Каде сте ги вложиле? Дали сте ги поделиле меѓу себе? Сте ги добиле, ама не гледаме некој бенефит од тоа. Нема денеска никаква регионална депонија. И што е најважно, дали со овој проект кој сте требале на времето да го направите на местото на археолошкиот локалитет Вардарски рид, сте одработувале некоја грчка агенда за уништување на македонското национално богатство. За разлика од вашите имагинарни милиони евра, ние од ВМРО ДПМН може да ви кажеме дека, како влада, обезбедивме 30 милиони евра за изградба на конската брана,
едно од најголемите инвестициони проекти во наредниве години, која е влезена во програмата на владата на Република Македонија и во наредниот период ќе биде реализирана, а која ќе обезбеди не само вода за пиење, туку и вода за наводнување во дури 3 општини. Не радува што сте ја прочитале нашата изборна програма од 2009 година и наша препорака е да им препорачате оваа програма да ја прочитаат што повеќе ваши членови, со што ќе може повеќе луѓе се запознаат со програмата на ВМРО ДПМН, програма која нуди решенија за сите граѓани на општина Гевгелија. Да ве прашам сега, дали и во која ваша програма некогаш сте го спомнале проблемот со присуство на арсен во водата? Ке ви одговорам веднаш, во ниедна. Проверете, ке видите. Ги спомнавте во вашиот преси палмите на булеварот. Палмите се украс на овој град. Неколку пати на седниците на Советот на општината зборувавте дека палмите се добри за имиджот на Гевгелија и дека е тоа добро. Ако не се согласувате со тоа јавно, кажете го на некој прес, за да го знаат вашето мислење граѓаните на Гевгелија. За парите потрошени за новогодишно украсување и вие знаете дека за нова година нашиот град треба и беше добро украсен. Ако не се согласувате со ова, дајте на наредниот совет предложите. Нека си одлука Гевгелија во време на новогодишните празници да биде во тотален мрак и да нема никакво осветлување. Што да кажем за вашата небулозна изјава со која настапивте како да сте директор на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналес, дека парите од комуналното предпријатие треба да се употребат за решавање на проблемот со водата, а не за набавка на нови водомери. Да ве подсетам, господа од СДСМ, одлуката за прифаќање на грантот од КФВ банката со замена на водомерите да се подобри квалитетот и утврди потрошувачката на вода ја донесе минатиот совет на општината со поддршка и на вашите советници. Како резултат на успешно реализираниот проект, одлучено е дел од непотрошените средства да се дадат на општина Гевгелија и тоа токму за бунарите што се пробиваат сега, а со кои треба да се обезбедат нови количества на квалитетна вода за пиење. Дали може би сакате да предложите да земеме кредит и како во општина Струмица цената на водата да ја зголемиме и овде на 35 денари, а не како досега таа да биде 15 денари? Бидете јасни, сакате зголемување на цената на водата или не? И на крајот, уште нешто да ве прашам. Одговорете им на граѓаните на општина Гевгелија едно едноставно прашање. Дали од 1982 година па се до 2006 година граѓаните на Гевгелија пиеле лоша вода или не? За вакви проблеми нема дебатирање. Ние од ВМРО ДПМН не дебатираме, ние делуваме и работиме. А тоа народот го гледа и препознава. Велите на вашиот прес дека гласот на народот е најгласна опозиција на секоја власт. Се согласуваме потполно со вас и да подсетуваме дека веќе 8 години гласот на народот вели дека ВМРО ДПМН носи благосостојба на граѓаните на Гевгелија и на Република Македонија. Ви благодарам.